А во продолжение, следната соговорничка и гостинка во емисијата е Зорана Антовска, првенец на генерација на Правниот факултет 2021-2022. Правните студии, односно политичките студии на Правниот факултет ги завршила со просек 9,76. Завршувате на Правниот факултет во време во кое правото се проблематизира. Во каква правна држава очекувате и сакате да живеете? Па, не знам од каде да почнам. Пред се, ако почнеме од тоа дека зборуваме 32 години за независна република, сме далеко од независни. Дали во оваа држава, каде што сме далеко од независни, навистина може да имаме и право, и правен систем. Некако сметам дека независноста почнува од индивидуално ниво, па потоа целиме кон колективната индивидуалност на државата, и некако сметам дека постојано се виктимизираме од страна на другите. Никогаш не сакаме вината да си ја префрлиме на самите нас и самите да одговараме за она што ни се случува. Така што, можеби за во иднина би сакала да зборувам за малку по независен пристап нели на правото овде кај нас. Некако сите ние да си ја земеме вината на нашите плеки и да си одговараме за она кое што ни се случува. Некако сметам дека за целата ситуација во која што се наоѓаме постојано или се обвинуваме партиите меѓу себе, или се обвинуваат нели постојано одредени луѓе, а никој не сака да си ја земе, па дури ни од народот, вината во самите себе. Ако зборуваме еве за непотизам и за корупција, самите од индивидуално ниво ние ја поттикнуваме таа корупција и тој непотизам. Значи, доколку сакаме навистина да видиме дека работите се менуваат, можеби треба конечно после 32 години да започнеме тоа да го менуваме од самите нас. Како изгледаат политичките процеси кои во држава се течат како на филмска лента? Па некако, знаете како, сметам дека тоа многу често го кажувам дека она кое што ние го учиме како политиколози на Правниот факултет и она што се случува во реалноста е навистина многу различно. И сметам дека едноставно работите, народот не е многу навикнат на брзи промени, како што нашите политичари сакаат да се одвиваат, и едноставно нема доволен период за адаптација на промените кои што ги посакуваме во политичките процеси. Меѓутоа, исто така сметам дека она кое што се случува кај нас, еве можеме да видиме тоа и со законите кои што се носат, меѓутоа и со самите нели чекори кои што политичките партии ги превземаат, дека чекорите се зимаат само доколку одговараат на двете страни. Ние немаме чекори кои што се превзимаат за одговараат, значи тоа е заблуда во која што живееме ние, дека некои одредени закони или политички процеси одговараат само на едната елита. Кај нас, за жал, во овие 32 години можеме да заклучиме дека се што се презима како чекор мора да е претходно во консензус со двете наши најголеми политички партии и со двете страни, така што мислам дека тоа е најголемата заблуда во која што живееме. Пред само неколку денови еден ваш колега од Правниот факултет, после усвојувањето на законските, односно измените на кривичниот законник, си ја скина дипломата од Правниот факултет, велики дека не ми е потребна оваа диплома. За да имаме помалку такви колеги кои што едноставно ќе се осудат да си ги скинат своите дипломи, треба младите луѓе да останат овде и да дадат поголем инпут во тоа да се подобри оваа ситуација. Така што исто така многу нешто кое што ми е интересно е дека секогаш ние немаме она што го нарекуваме активна политичка јавност. Кај нас младите се или апатични или се партиски внесени во целиот процес и ние ја немаме онаа критичка маса која што недостасува за токму оваа ситуација да се подобри. Зошто кај младата популација владее аполитичност? Мислам дека повторно тука проблемот се јавува од многу различни страни, затоа што пред се зошто да бидеме активни во политиката кога сакаме од овде да си заминеме, затоа што овдека не гледаме просперитет за работа.
Едноставно, мислам дека младите пред се фокусот им е нели онаа финансиска стабилност која што надвор од оваа држава е многу полесно да ја стекнат него тука. Но има туку уште еден момент кој што многу често го забораваме, дека парите не се секогаш и финансиите не се секогаш мотивацијата нели за напуштањето на државата, меѓутоа каде се тука меѓучовечките односи. Мислам дека на младите во Република Македонија им е веќе толку смачено од односите меѓу луѓето кои што се случуваат и едноставно не сакаат да се залагаат овде дури нели ни да го остварат своето право на глас. Затоа што сме виделе дека кој да дојде на власт, меѓучовечките односи остануваат исти. Игрите на политичарите остануваат исти. Едноставно, кога ќе забележите дека во изминатите 30 години нема некои многу поголеми промени, мислам дека на младите им е најлесно да си ги спакуваат куферите и да си заминат надвор, нели со цел да живеат малку подобар живот, каде што пред се ќе бидат и повеќе почитувани, повеќе ценети, а не само финансиски постабилни. Антовска, во моментов сте демонстратор на правниот факултет, ве прашав има ли шанси да бидете дел од правниот факултет и секогаш се зависи од тоа дали државата ќе издвои буџет за нови кадри и подмладување на факултетот на кој во моментов сте демонстратор. Но оно што забележувам дека речиси секаде, а пред се на правниот факултет е опаднат интересот за студирање. Да, за жал во изминатите неколку години бројот на запишани студенти, особено нели на политички науки, новинарство и односи со јавноста е многу опаднат. Тоа На што се должи таа негативна тенденција? Мислам дека тука не игра улога само нели предиспозициите на факултетот, затоа што сметам дека на правниот факултет постојат се уште многу добри професори кои што навистина сакаат да го предадат своето знаење, меѓутоа јас тука го обвинувам можеби најмногу македонското општество кое што постојано налага во јавниот дискурс дека младите треба да се насочат кон одредени науки. И постојано општествените науки се дискриминирани и дискредитирани. И едноставно кај младите се ствара таа перцепција дека тие доколку отидат на правни науки или додека отидат на политички науки и новинарство, едноставно нема да успеат. Така што можеби да, делумно се уште постои некоја погрешна перцепција за правниот факултет поради самите случувања кои што се случувале во минатото. Меѓутоа мислам дека тука е делумно виновно и општеството што едноставно го налага тоа мислење. Кога ќе слушнете информација дека завршил факултет со одличен просек, а веќе 5 години не може да најде работа или никој не сака да го вработи, а во меѓувреме знаеме како генерално се случуваат или оди процесот на вработување, дали тоа е доволна дестимулација на младите па да размислат што имаме тука ние веќе да бараме, па дајте да купиме карта во еден правец. Да, мислам дека тоа е најголемата едноставно тоа е најголемата стимулација ние да се заминеме од тука. Пак ќе се навратам на тоа кога ќе видите како се вработуваат луѓето, а вие со вашата диплома седите и чекате некој да го препознае вашиот квалитет, едноставно си велите па ајде ќе си купам карта во еден правец, ќе заминам од тука некаде каде што моето знаење ќе биде препознаено веднаш. И тоа мислам дека кај нас е еден многу голем проблем, дека системот едноставно не ги задржува оние најдобрите за себе, туку напротив, постојано ги оттурнува затоа што едноставно им покажува дека нема место за нив овде. Дали квалитетот е ставен на маргините и пред се превладува начинот на партиска легитимација за вработување? Да. Затоа искрено, иако сум со политички науки, иако дипломирав на политички науки, можеби за многу луѓе ќе биде нормално да кажам дека дури и тоа е до некаде разбирливо, за мене лично како млад човек не е разбирливо, затоа што да, квалитетот е ставен на маргините, а партиската припадност е приоритетот кој што го има во целата наша држава. За вработување
дефинитивно сметам дека ако сакаме ние државно да се вработиме тука, како што еве со дел од општествените науки, на вистина тоа ни е опцијата да останеме тука, да ги подобриме државните институции. Меѓутоа, не сметам дека секој од нас треба да биде припадник на одредена политичка партија за да можеме да се вработиме. Едноставно, мислам дека конечно треба малку повеќе да се фокусираме на квалитетот. Благодарам за гостувањето во Ви емисијата. благодарам за поканата. Следете разговор со Зорана Антоновска, првенецна генерација на Правниот факултет во Скопје, Јустинијан I. Следете уште едно издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и читајте не на triling.mk. Следете не идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.